Во ова издание, одговорноста е на институциите. Нема потреба од референдум за политички поени, рече вице-премиерот Маричич за процесот за почеток на пристапни преговори со Европската Унија. По одлуката на Врховниот суд за забрана на абортусот, компании ќе ги покриваат трошоците за транспорт на вработените, кои ќе сакаат да абортираат на легални места. А средношколци од Охрид со награда за најдобра видеоигра во Европа. Деталите во продолжение. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Џо Бајден се тестираше позитивен на COVID-19. За сега има само благи симптоми. Бајден е целосно вакциниран против COVID-19. За сите информации за натамошната состојба ќе информираме на нашата веб страница. А од вестите во Македонија, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич денес рече дека нема потреба од референдум за промена на уставот. Целата изјава ја пренесува Владимир Мирчевски. Во однос на референдумот, видете, ние имаме научени лекции во однос на ова. Се сеќавате дека опозицијата инсистираше и на референдум за договорот со Грција. Тоа беше една долгорочна заложба, која што беше во сите политички програми на опозицијата со години. Тоа во 2018 година го прифати и владата, тогаш на премиерот Заев, и решивме да организираме референдум, кој што партијата која што го бараше со години, на крајот реши да го бойкотира. На тој начин, мислам дека отвори една, да речам, дамка или остави една сенка на целиот тој процес, иако можеше да учествува и да се затвори тоа прашање. Мислам дека тоа треба да ни биде научена лекција, дека овој пат имаме доволно капацитет и легитимитет на институциите, особено на собранието, да дискутира, да разговара и во еден демократски процес на диалог да се обидеме да дојдеме до двотретинско мнозинство, што е сосема доволна гаранција и доволен легитимитет за уставните измени и без референдум. Ова е мој личен став, владата не расправала и не донела одлука или став по ова прашање, но мој личен став е дека од тоа нема потреба и дека е подобро институциите да се ја превземат својата одговорност, наместо да се користи евентуалниот референдум за манипулација или политички поени. А средношколци од Охрид добија награда за најдобра видеоигра во Европа. Мики Трајковски. Марио и Виктор од Охрид ја имаат најдобрата видеоигра во Европа, Point the Thing. Со оваа награда, тие неодамна се вратија од финалниот напревар на Game Jam Plus во Рио де Жанеиро во Бразил, каде биле и најмлади учесници. Во Рио, од секој континент поединечно била прогласена најдобрата игра. Претходно, учествувале на националниот напревар во организација на Македонската асоциација за развивање на видеоигри, каде имале време од 48 часа да ја изработат играта. Играта за Game Jam Plus ние започнавме да правиме во 48 часа. Тоа од дома сите ја правевме од дома и во тој рок треба да се направи таа игра со помош на дадени теми, околу 7, и од тие 7 теми можевме да се одбериме неколку и да ги комбинираме во една игра. Бевме еден од 4 тима што продолжија на европско ниво. И од европско ниво исто така бевме избрани да одиме на светско. Играта првично ја направивме за 48 часа за преварот и после имавме уште неколку месеци да ја донаградиме и во моментов уште работиме на незе. Играта може да ја игра секој без разлика на возраста. Планираме да ја ставиме во октомври на Play Store. Таа е мобайл игра, кај што целта е да одбегнуваш пречки додека ја боиш формата во средина. Играта е направена за можат да играат сите од секоја возраст, може и деца, но можат и постари да играат. Во Бразил оствариле многу контакти за кои велат дека ќе им помогнат во нивната понатамошна кариера. Можда најдобриот дел бидејќи имаше многу млади исто така луѓе што програмеристично на нас, кои што добивме контакти со нив и сега можеме меѓусебно да работиме и да правиме игри. За мене, мислам, сега моментално иднината е правење на видеоигри. Мене планот ми е да продолжам да го правам ова
и се надевам дека ќе добиам успех. Идејата за целиот овој напревар се родила пред повеќе од 10 години од страна на локален жител на Рио де Жанеиро, Јан Роклин. Живее во Рио, близко до една фавела. Тоа се населби со каде што владее криминал, сиромаштво и така натака. Неговата идеја беше била по неговото сведочење да ги оттрне децата од улица, да почне да прават нешто со што би биле корисни за општеството и за себе. Прво на ниво на неговиот град Рио, потоа на ниво на Бразил и од пред неколку години е тоа на светско ниво е ова такмичење. Инаку Виктор и Марио, кои учат во електромашинскиот училишен центар во Охрид на развивање на видеоигри, заедно работат околу 2 години и досега направиле повеќе од 30 вакви игри. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Од вестите во САД, по одлуката на Врховниот суд за забрана на абортусот, компаниите им нудат финансиска помош на вработените да абортираат надвор од сојузната држава. Кога Врховниот суд ја укина одлуката Роу против Вејд, со која абортусот беше легален на национално ниво, некои сојузни држави веднаш почнаа да воведуваат забрани за абортус. Тоа поттикна некои компании да им понудат на нивните вработени пари за патување ако одлучат да абортираат надвор од сојузната држава. Дори и пред да биде најавена одлуката, Starbucks им вети на жените вработени во компанијата дека нивното здравствено осигурување ќе вклучува и компензација за патување за абортус. Истото го направи и Procter & Gamble. Мултинационалната компанија веќе покрива патувања за трансплантација на органи и други операции, но вети дека од следната година ќе ги зголеми здравствените бенефиции во случај кога нема достапен лекар на радиус од 50 милји. Идентитетот на жените кои бараат пари за патување за абортус ќе биде заштитен согласно постоечкиот федерален закон. Кога законот во Тексас забрани абортус во најголем број случаи, извршниот директор на Salesforce понуди да ги релоцира неговите вработени во друга сојузна држава. Истиот закон во Тексас и закони во други сојузни држави кривично ги гонат сите кои помагаат и учествуваат во извршување абортус, што според некои би можело да ги вклучува и лекарите и лидерите на компаниите кои обезбедуваат пристап до абортус. Адвокатката Кетрин Бакич од Seagull Group е водечки експерт за здравствени бенефиции што ги обезбедуваат работодавците. Веќе почнуваме да ги разгледуваме овие кривични закони да видиме дали се многу нејасни за да бидат имплементирани. Осигурителните компании се предмет на сојузните закони, така што други експерти велат дека сојузните држави би можеле да забранат покривање на бенефиции за патување. Но пред се, тоа е заштеда за компанијата. За ова зборува адвокатот Максвел Мелмен, кој специализира на регулативи за здравствена заштита и предава биоетика. Тие исто така треба да сватат дека ова економски е во нивен интерес, бидејќи е многу поевтино да платите некому околу $500 да оди во друга сојузна држава за да абортира, отколку да плаќате за лекарските трошоци за бременост. Извршната директорка на Dick's Sporting Goods, Лорен Хобарт, на незината LinkedIn страница вели дека ќе обезбеди до $4,000 за трошоци за патување во случај на абортус. Таа призна дека секој нема да се согласи со оваа одлука. Може би е поврзано со нивните иницијативи за разноликост, еднаквост и инклузивност, при кои тие не сакаат да седат настрана и сакаат да им стават до знаење на нивните вработени клиенти, каква е нивната позиција. Мислам дека тоа е некаков нов феномен. За работодавците, јавно откривање на нивните регулативи за патување за абортус е тешка одлука, бидејќи може да предизвика негативна реакција кај конзервативните клиенти или пак би можело да привлече потенцијални вработени. Благодарам што не гледавте. Пријатно.